Јас денес сакам некако да продолжам со темата од минатата сабота. Само малку во еден поинаков правец. Како реков минатиот пат, да се подсетиме на човек да не му дадеш власт. Значи, ако му дадеш власт, веднаш ќе се израсипе. Ќе му слушнеш глас. Ќе видиш каков е. Значи, секој што добива власт многу брзо се израсипувал во она студија што е била направена во Швајцарија и играта која што ја играле, да кажам така, се нарекувала диктатор, затоа што всушност секој оној кој што ќе добиел власт на крајот прераснувал во едно мало диктаторче. И рековме кој бил ефектот на таа еуфорија кој што се јавувала кај нив, значи скок на допаминот во мозокот и ефект на зависност, како и она што го предизвикуваат тешките дроги, да речеме како кокаинот. Па после вие се чудите зошто не им се дава на власта на овие или на оние, па зошто се тепаат за власт и така натаму, зошто секој сака на столче таму некаде да биде, на врвот. Затоа што е сладка власта. Всушност, природно му е на човекот, тоа е во природата на човекот, ние признали или не, исто е и кај нас, на власт и на позиција да владее над останатите и да ги узурпира. Во Матеј 20 глава, 25 и 26 стих, да се подсетиме, Исус што им вели на учениците: знаете дека кнезовите народни, значи паганите, владеат над народите и управниците господарат над нив. И читавме во други преводи, ги угнетуваат или владеат сурово над нив. Но 26 стих, меѓу вас пак нека не биде така. Така е меѓу паганите, меѓу вас не треба да биде така. Сега, кој бил првиот зависник од власт? Како? Сатаната, точно. Иако не му се остварила желбата да седне на тоа столче на кое што сакал, ама ја узурпирал планетата Земја. Што вели во Исаија 14 глава? Значи, се од тука почине. Поентата е да сватиме, и ќе сватиме, верувам дека ќе сватиме, ако не сме сватили до сега, затоа што тоа е само по себе логично да се свати, дека човек кој што сака власт, човек кој што нормално, нели, природно, како што кажавме, ги узурпира другите на некој начин кој ќе дојде на некоја повисока позиција, всушност го следи духот на првиот таков, на Луцифер. Исаија 14 глава од 12 до 14. Како падна од небото денице, светлоносицу сине зорин, како ли си сибнат на земјата ти, и сега внимавајте што вели овде, угнетувачу на народите. Ја доби земјата, ја узурпираше и што прави? Ги угнетува народите, не угнетува сите нас. Фала му на Бога, ние имаме заштита, верувам дека е така, но не остава на нас, па посебно на мира. Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата над Божите звезди, ќе се издигнам престол за себе на соберната гора, ќе престолувам на краен север, ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Сатаната му се јавила во срцето желба да биде еднаков со Севишниот. Во Библијата има еден кој што е означен како еднаков со Севишниот. Исус. Значи, тој сакал да го заземе неговото место. Тука била зависта кон Синот Божи. Самиот Исус му на Филипу му вели, кој ме видел мене, го видел таткото. Или во Филипјаните 2.6 вели дека Исус бил еднаков со Бога.
Па не го сметал тоа како заграбното, нели, туку се понизил, се симнал долу, станал како еден од нас и така натаму. Во Јован 10:30 вели, јас и татко ми едно сме. Значи, навистина Исус е еднаков со Севишниот. Но ѓаволот посакал да тој биде еднаков со Севишниот. Овој еднаквиот Исус видовме минатиот пат во Матеј 20 глава дека ги поучува учениците дека оној кој што сака да биде, прочитавме претходно 2 стиха, дека така не треба да биде кај нас, како кај народите, каде што оној кој што има власта ги узурпира и владее со сила над другите, така не треба да биде меѓу вас, туку оној кој што сака да биде најголем кај вас, меѓу вас што треба? Треба да биде слуга. И во 28 стих од Матеј 20 глава Исус укажува на себе како на пример, како што вели човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Човечкиот син, Исус Христос, еднаквиот со Севишниот, дојде на оваа земја за да служи. Се поставува прашањето, ако Луцифер сакал да биде еднаков со Бога, да не тој сакал да служи? Ако сакал да служи, ки си останал на местото каде што бил. Немало потреба да бара повисоко. И уште нешто, Матеј 11:29 вели познатиот стих, земете го мојот јарем, вели Исус на себе, и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души. Оној кој што е еднаков со Севишниот е кроток, понизен. Да не Луцифер сакал тоа да биде. Што сакал? Сакал да биде Ел Шадај, семокниот, мокта, власта подразбира моќ, контрола над сите. Апсолутна контрола. Семокен значи семокен, знаете. Што сакате може да направите? Како беше власта расипува, апсолутната власт апсолутно расипува, така ли беше? Корумпира. Овој сакал да биде семокен. Значи не му било до карактерот на Христа, до Божиот карактер, туку моќта ја сакал. Тоа е она што го сакал. И ако не узурпира нас на оваа планета 6000 години, замислете си да ја освоил власта на небото, што ќе било. Страоти. Тогаш ќе гледавме војна над звездите под наводници. Значи, ѓаволот сакал да има апсолутна власт. Моќта ја сакал, но не и карактерот. И ние како луѓе, да бидеме искрени, не сакаме да немаме контрола над ситуацијата и контрола може би дома, не знам, тука или во нашиот приватен живот, така натаму. Не сакаме да ни излезе од контрола работата. Не сакаме да сме во ситуација да не знаеме, знаете, затоа што знаењето е моќ. Самото Свето писмо вели дека во Исуса се сокриени сите богатства на мудроста и знаењето. Знаењето е моќ, навистина. Знаењето ти овозможува да дојдеш до контрола на нештата и така натаму. Но, видовме и минатиот пат, да бидеш вистински христијанин, подразбира жртва, служба за другите, а кога му служиш на другиот, кога го гледаш повисок од себе, ти ја губиш контролата. Неминовно да изгубиш контрол, не можеш да ја имаш контролата. Првото искушение, Луцифер, што им нуди на Адам и Ева? Она што тој самиот го посакува. Нема вие да умрете, туку ќе станете како Бога, или како богови велат некои преводи, меѓутоа тоа е Елохим таму, значи како божеството. Како Бога, може да кажем. Ке имате контрола, самите ќе одлучувате. Господ ви е ограничил контролата, затоа што тој сака да ве контролира, а вака вие ќе имате контролата, вие ќе бидете како Бога. Тој ве држи намерно во незнаење, за да ве држи подчинети. А еве ова дрво, тоа носи знаење, мудрост и така натаму. И престапиле Адам и Ева,
Што вели таму, ќе ви се отворат очите, ќе станете како Бога, ќе распознавате што е добро, што зло, ќе станете мудри. Значи, целосна контрола. Се да ви е достапно на располагање. Значи, Господ ви дал се во градината, само едно дрво ви задржал. Значи, немате контрола над се. Јадете и од тоа, ќе имате контрола над се. Се ќе ви биде на располагање. Денеска така мислат луѓето, дека ако имаат власт и контрола над се и се име на располагање, се можат. Не можат да се задоволат со толку. I want it all, I want it now, како беше песната на Queen. Да си правиш што сакаш. Тоа е она што Луцифер го нуди, им го нудил на Адам и Ева. Тоа е она што им го нуди денеска на луѓето. Ке те направам славен, ке бидеш семокен, ќе имаш власт, ќе имаш мок, слава и така натаму, за да те уништи, за да ти ја уништи душата всушност. Тоа е она што тој го нуди. Но видовме што Христос сака да направи од нас и каков пример ни оставил. Пример на слуга. Вели во Копнажот Елен Вајд, кога Луцифер навистина би сакал да биде сличен на Севишниот, никогаш не би го напуштил своето место што го заземал на небото. Бидејќи духот на Севишниот јасно се покажува во несебичната служба. Луцифер ја сакал Божјата мок, но не и неговиот карактер. А најважното за нас христијаните, знаеме дека е карактерот. Ние сакаме да личиме на Христа. Не да имаме мок, не да владееме на другите. Значи, Луцифер ја сакал Божјата мок, но не и неговиот карактер. Сакал за себе највисоко место. И највисокото било тоа, да имало повисоко и тоа ќе го сакал. Затоа вели, сакал да се изедначи со Севишниот, да биде еднаков. Да имало повисоко место, тоа ќе го сакал. Како Јуда. Јуда е исто одлика на слика на Луцифер. И не само Јуда, секој оној кој што го води тој дух. Духот на Луцифер. Значи, сакал за себе највисоко место и секое создание, поттикнувано со неговиот дух, ќе го стори истото. Власта станува награда за најсилните. Царството на сатаната е царство на принуда. Секој поединец другиот го смета за пречка на својот пат кон напредокот или на скалата по која ќе се искачи на повисоко место. Затоа лактање, буткање, деградирање, оговарање, за да се оцрни другиот, третиот и така натаму, за вие да се избуткате. Меѓутоа, кога човекот прави такво нешто, тој го има сатанскиот дух. Ги прифаќа неговите идеи и живее според неговите замисли. Во Коринската црква се појавило проблем и читаме во Прво Коринќаните во првата глава за тоа. Павле им се обрега таму на браќата им вели: браќа, ве прекорувам во името, од 10 стих читам, Прво Коринќаните прва глава 10 до 13. Браќа, ве прекорувам во името нашиот Господ Исус Христос, сите да зборувате исто и да нема раздори меѓу вас. Од каде дошли сега раздорите таму? Туку да бидете совршено соединети во еден ум и во една мисла. Имено ми јавија, браќе мои, хлоините домашни, дека меѓу вас има препирки. Со ова сакам да кажам дека секој од вас зборува, 12 стих, значи, јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Кифин, јас сум Христов, а јас сум Христов. Дали Христос се раздели? Павле ли беше распнат за вас? Или сте крстени во Павлово име? Интересно како луѓето сакаат лидери, бараат лидери. Еве сега во црквата која ќе се јави такво нешто, и еве ви поделби, еве ви расправи. Значи некој по Павле, некој по Аполос, некој по Петар. А треба сите да се по Христа. И еве проблеми. И тоа најчесто е за власт, за мок, за контрола и така натаму. Мене животот ме водеше така и се најдов овде меѓу вас, заради тоа што јас сум човек што тешко можеш да го контролираш. Фала му на Бога, мислам, тоа по природа може така, ама Библијата уште повеќе ме учи на такво нешто.
да ми ја гази некој слободната волја. И затоа имав и неприлики во црквата. Често знам да дигнам глас кога треба, може некој и кога не треба, не сум совршен. Но проблемите настануваат кога некој сака да има контрола. А тоа е сатански дух. Па знаете ли Елен Вајт колку пишува за таа царска власт, која што правила проблеми и тогаш и денеска прави во црквата проблеми, кога сакате да го контролирате секого, на тој начин всушност само го кочите делото. Пуштите ги луѓето, секој има свој дар, секој знае како да работи, односно ете воден од духот. Не значи тоа дека треба сега да биде тоа се раскалашено. Нормално е дека црквата и Господ воспостави водство и се, меѓутоа баш скоро, па во четвртокот, баш пред да појдам навака, со Саши се сретавме, нешто требаше да му донесам навака. И го подсетив, тој многу добро ги знае тие работи на 1903-та, дека кај нас се правеше Крушевска република, во Америка се случува некои други работи во рамките на црквата на адвентистите на седмиот ден. Кога Елен Вајт одбила да отиде на генералната конференција, на заседанието на генерална конференција, затоа што претходно ги предупредила, браќата им рекла дека не смее црквата да се централизира. Таа била за децентрализација. Не само една врхушка таму, не знам, и од таму секи се води. Не е по Божја волја тоа. И кога видела дека нема да ја послуша, таа ја одбила во знак на револт, не отишла 1903-та на таа генерална конференција. Значи, многу проблеми може да се случат во црквата токму поради тој сотонски дух, значи желба за власт, за моќ, за контрола и така натаму. Потоа во таа истата глава, 1 Коринјаните 1 глава, продолжува Павле и им кажува за крстот. Зборува за крстот. Централна тема е потоа крстот. Решението е крстот. Смртта, откажувањето од себе. Нешто што е соблазна за едните, а за другите што беше? Безумие. А крстот значи умирање за своето јас. Крстот значи откажување од себе. И секојаш кој Исус сакал да го истакне крстот меѓу учениците, интересно се јавувала таа расправија кој е најголем. Да го разгледам сега случајот малку со Петар и ова ни беше од утринските стихови од неодамна, во Матеј 16 глава, откако нели Петар ќе биде пофален предходно, кога го погодил прашањето на Исуса, што мислите, кој сум јас? Па ти си Месијата, ти си син на живиот Бог. Од 21 стих вели, од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Ерусалим и да пострада многу од старешините. Значи, им го истакнува крстот кој што следи. Главните свештеници и книжници да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана. Петар застанува на патот на крстот. И почна да го кори, велејки, Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да се случи. Неприродно е за човекот. Крстот е многу неприроден. Тој се сврти и му рече на Петра оној силен укор, бегај од мене, зад мене, Сатано. Ти си ми пречка, препознал кој стои зад него. Сатаната. Зошто мислиш не за она што е Божие, туку за она што е човечко. Сатаната е првиот кој што се противи на крстот и на само откажувањето, на служењето. Напротив, тој сака да му служат. Тој ја сака моќта, тој сака да биде семоќен. И вели, не мислиш на она што е Божие, туку на она што е човечко. Првин вели, бега од мене, Сатано, потоа вели, мислиш на она што е човечко. Човекот по природа го има сатанскиот дух и е воден од сатанскиот дух. Затоа треба да се преобрати. Тогаш Исус им рече на своите ученици, 24 стих, ако некој сака да врви по мене, и повторно им го истакнува крстот, нека се одрече од себе си, нека го подигне својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. 26 стих интересен, во
контекст на ова што го зборуваме, зашто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и напакости? И ѓаволот е тука мајстор да им напакости на душите со тоа што им го нуди целиот свет, им нуди богатства, моќ и така натаму слава. Еве ќе ти го дадам цел свет, само служи ми, само поклони ми се. Искушението во пустината, третото. Тој им го прави на луѓето. Да и напакости на душата. А Исус им вели, нема полза, нема никаква полза ако човекот го добие и цел свет. Сите пари, сето злато, се што има овде, за кој што се тепаат. 6000 години из историјата на овој свет. Војни се водат за богатства. Еве сега за енергенси и така натаму, затоа е енергетска криза. Не знам кој се грее од вас на струја, ама препорака купите си дрва или нешто друго, ти не знаем како ќе биде зимата. Може да има рестрикции да не испомрзнете. Како и да е. Каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човекот за замена за својата душа? Господ ти нуди спасение и Господ ти го трасирал патот, Исус ти го трасирал патот до спасението, а ѓаволот ти го нуди и целиот свет ако е можно. И да се подсетиме на она искушение во Матеј 4 глава. Ѓаволот го одведе од 8 стих, 4 глава Матеј, на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И Исус бил кушан со ова. И му рече, ќе ти дадам сето ова ќе биде твое ако паднеш и ми се поклониш. Тоа го сака тој. Да, тој ја има контролата. Тој да биде над Севишниот. Нему да му служат, а не да служи, како што тоа Исус го покажал. И тогаш Исус му вели, оди си од мене, Сатано. Истиот речник како кон Петар. Бега од мене, Сатано. Зашто е напишено на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Тогаш ѓаволот го остави. После ова го остави, види дека не бива веќе, и ете ангели дојдоа и му служеа. Интересно. Откако Исус рекол дека само на Господа ќе му служиш, на никого друг, дојдоа ангели и му служеа. Драги браќи и сестри, ако му служите само на Господа, ако му се поклонувате само на Господа, ангелите се тука да ви служат ван и да ви помогнат. Се прашувам во контекстот на ова, во таа горна соба, кога требало да стане некој да им ги измие, да биде во улога на слуга, да им ги измие нозете и никој не сакал, па Исус ја земал таа улога. Се прашувам што сакал да каже Петар со зборовите, дали кога рекол првин, ти ли мене да ми ги миеш нозите, нема шанси, значи тоа е испод чест, како? Па ти си учител. Што е ова што го правиш, значи не е сватливо. И откако Исус ќе му рече, ти сега не знаеш што правам јас, но после ќе разбереш, многу работи и ние не знаеме, може во моментот зошто ни се случуваат и зошто ги читаме некои работи, не може да ги разбереме, меѓутоа подоцна. Има време кога Господ ќе не научи на тоа, ќе разбереме. Петар му вели, ти никогаш мене нема да ми ги измиеш нозете, а Исус му одговара, ако не ти измијам, нема да имаш дел со мене, и Петар вели, тоа е целиот избаѓање. За каков дел сега? Зашто мисли тука Петар? Кој знае што мислел? Па знаете, цело време се ашкале еден со друг, кој да биде прв. Царството небесно, како го сваќале материјално и така натаму на оваа земја, власт, сила, моќ, пак истата работа. Ако е до тоа работата, да треба да ми измиеш нозете, оти ќе немам со тебе дел, тоа целиот измиме. Ја го сакам најголемиот дел. И не бил поинаков, ни Петар од Јаков и Јован, Јуда исто така, тука предначел. Како и да е, да се поучиме сега од еден многу добар пример. Најдобриот пример би рекол во Библијата, кој станал збор за власт, за моќ и така натаму. Што мислите, кој е најдобар пример? Еден старозаветен карактер, нешто скоро, мислам дека имавме поука за него, беше спомнат барем во поуката. И не знам дали Љубица имаше таа поука, не се сеќавам, нешто као така ми останало во сеќавање.
Кој е тој кој што од затвор се нашол на премиерското место и тоа не делувало никако на него? Па Јосиф, нормално. Во почетокот вели управителот на затворот со Јосифа, знаете како завршил првен во затворот? Значи бил наместен. Неговиот господар заради честа, за да си ја сочува честа, па морал компромис да направи, ајде у затвор, бе. Мора да лежиш. Иако не бил виновен. И сега тој се наоѓа во затвор. Што прави во затворот? Како, што му помогнало од затворот да излезе и да се најде на тоа место на кое што се нашол? Да, во ред меѓутоа служењето, спремностот да служи, тој им служил на затворниците таму. Тој тоа го прави и потоцна на премиерското место. Во почетокот управителот на затворот со Јосифа постапува мошне свирепо. Нормално него не познавал и така натаму. Но вистинскиот карактер на Јосифа блескотел дури и во мракот на затворот. Тој во својата вера и во своето трпение останал истраен. Како возврат за толку години верно служење добил најсвирепа казна, но тоа не го разочарало. Верно служел кај Господарот, еве што добил, но тоа не го разочарало. Продолжив понатаму. Ниту ја загубил верата, го имал оној мир што доаѓа од свеста за собствената невиност, тоа исто така многу го водело. Значи, кога знаете дека не сте виновен, имате сила, Господ ви дава сила. И затоа својот случај целосно му препуштил на Бога. Не го мачеле мисли за собствена вина, зашто ја немал, туку настојувал да ја заборави својата болка, трудејќи се да ја ублажи тагата и патилата на другите. Како заборавил на својата болка? Служејќи им на другите и трудејќи се да ја ублажи тагата и патилата на другите. Убав пример, убава формула да кажем како да ја заборавите својата болка. Помогнете им на другите во болка, утешете ги. И што и да е, помогнете им било како. Дури и во затворот нашол можност за своето дело, во таа школа на страдања. Еве, зборуваме за школата на страдањата, печката на неволите. Бог го приготвил за поголема полезност во животот. Значи, кога ви се случуваат неволи, сметате дека Господ ве подготвува за нешто поголемо. Бог го приготвил за поголема полезност во животот, а тој не и се опирал на неопходната дисциплина. Во затворот, гледајќи ги последиците на угнетувањето, на тиранијата и злосторството, тоа е државата, тоа е државниот апарат, моќта, силата, на крајот на криште затвор е, тука се осуденици, значи гледал малтретирање, гледал угнетување, тиранија. Тој вели ја научил поуката за праведноста, за сочувството и милосрдието, поука што го приготвила својата идна власт, да ја применува мудро и со сожалување. Не знам зошто, ама тоа е можеби дел од мојот карактер или како и да е, да не се фала многу, Господ нека фали, туку најверојатно во војска која бев, имав добар десетар. Некаде од Скопје беше, му го заборив името, он беше стварно добар. Знаете, десетар, сепак е некоја титула, имате власт над одредена група на војници, и потоа јас кога станав десетар, ја бев сличен. Нити ја користев таа, не знам, титула за не знам што на другите војници, да ги малтретирам, да ги зафркавам, знаете, имаше секакви. Се сеќам само на еден мој тамо земјак од Горобинци, од селото на Браделчо, му ги фрлив еднаш чизмите. Знаете, од Рамно горе на Скопска Црна Гора, Рамно, знаете која е? 1561 метар, мислам највисоката точка на Скопска Црна Гора. Таму беше караулата. Тогашна. Сега е во Танушевци. Кај што пукна првата пушка 2001. Затоа што беше непослушен. Ја бев февруарска меѓу класа, а тој беше јануарска класа и коба ја еден месец постар од мене во војска. Јас десетар, јас на него ќе му наредувам, требаше, не знам, на стража или така нешто да излегува. И
Добро, тоа со чизмите беше друг случај, како и да е, тоа беше една единствена ситуација кога едноставно му ги фрлив чизмите, онака чисто да се малку да се зафркавам со него. Му ги фрлив од тоа удолу во долот, значи не беше баш така лесно да се најдат, како и да е. Сакам да кажам, зависи од тоа како минувате на животот. Еве, Јосиф се научил потоа подоцна кога ќе ја добие власта да ја применува мудро и со сожалување, така да гледа, а не како место од каде што ќе владее, ќе ги узурпира другите така натаму. Од ден на ден Јосиф се повеќе ја задобивал довербата на управителот на затворот со таквото негово служење, таквите постапки. Неговото однесување во затворот, правичноста во секојдневниот живот и сожалувањето кон сите што страдаат и тагуваат, му го отвориле патот кон идната благосостојба и чест. Каков убав пример за сите нас. Продолжуваме понатаму, вели, Јосиф од затвор бил унапреден за господар на цел Египет. Најголемото царство тоа беше. Мислам, империјата. Тоа била положба од висока чест, но полна со тешкоти и ризици. Поготово место на премиер, господар на цел Египет, било што и да е, титула, некоја столче, фотеља, е посебно тешко и посебно е полно такво место со тешкоти и ризици за богобојазен човек, за човек кој што сака да биде чесен и да го натаму. Страшно тешко. На голема височина, ова е многу интересно, на голема височина никој не може да стои безопасно. Како луѓето што го остава скромниот цвет во долината не гибнат, затоа што таму не може да не е толку силна, не доаѓа до израз толку луѓата, а на врвовите на планините ги корне и најсилните дрвја, така и оние кои во скромниот живот ја докажале својата честност, можат да бидат одвлечени во понор токму со оние искушенија, што обично го следат световниот успех и земната благосостојба. И тука уништува многу луѓе ѓаволот, како што кажавме. Но сега го гледаме Јосиф, кој што не се променил од дното таму на затворот, од најниска позиција, од кобајаги некој криминалец и така натаму, се наоѓа на највисокото место, односно второто по височина, нели, после фараонот во Египет, и не се променило ништо кај него. Неверојатно. Слава на Бога, може да кажеме. Но карактерот на Јосиф им одолел на искушенијата и на оние во тешки денови, на оние во благосостојба. Тој покажувал иста верност кон Бога, како во затворската келија, така и во фараоновата палата. И сега, ајде да не го читаме, тоа вели како Јосиф успел да постигне таква цврстина на карактерот од младост, од дете уште. Служел, се раководел од должност, се што требало дома, бил послушен едноставно, бил пример и вели чистиот едноставен живот придонел за развиток како на физичките, така и на духовните сили кај него. И вели, така била издигната и облагородена неговата духовна природа, неговиот ум засилен и изострен подобро отколку што би можело да го стори тоа какво и да е студирање. Верната совесност во сите должности и на секоја положба од најниска до највисока ги одгледале сите негови способности за највисока служба. Ние можеби сакаме да имаме контрола, такви сме по природа. Но ако гледаме во контекст на големата борба и во контекст на тоа со што си имаме работа, со грев, со нашто јас, тука е проблемот, нашто јас сака да стои на тронот во нашето срце, ние всушност мора да признаеме дека ние од ден на ден се повеќе ја губиме контролата, доколку сакаме ние да имаме контрола над нештата околу, ви кажувам во контекст на големата борба, нашиот судир со нашто јас, со Луцифер и така натаму. Ние ја губиме контролата. Ако настојуваме ние да имаме контрола, нам ни е потребен светиот дух. Сетите се на мината сабота поплане. Значи, онаа повисока природа, за да
владее над пониската природа, Светиот Дух е тој кој што може да го воспостави тој ред, да го врати како од почетокот. Зошто ако живееме по телото, ќе умреме? Но ако преку Духот ги умртвуваме телесните дејства, ќе живееме. Светиот Дух е тој кој што ни дава сила да ја вратиме на таа првобитна состојба и да го вратиме Божиот лик кај нас. И ако е така, ако дозволиме да Светиот Дух не преобрати, тогаш ќе станеме и наследници, вели 17 стих од 8 глава Римјаните, Божии наследници, а Христови со наследници, ако страдаме со Него и ќе се прославиме. Значи, Господ ни го трасира патот за да станеме утре, да седнеме на фотели, на места кои што ќе бидат на врвот на целата оваа вселена. Знаете дека ќе живееме на обновената земја, спасените ќе живеат на обновената земја, тука ќе биде престолот Божи и тука ќе бидат спасените во градот Ерусалим. 144.000. Каква чест! Низ маки, низ страдања, понизност, служење и на крајот ќе добиете таква чест, како што вели во Филипјаните 2:8 до 10, да ги повториме тие стихови, вели, и откако се најде во лик како човек, зборувајќи за Исуса, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст, најголемото мачење што можело да биде. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име, што е над секое име, и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото, на земјата и под земјата. Како што Исус беше превозвишен, така и сите ние, ако го прифатиме Христовиот пат, патот на служба, на понизност, не дај Боже да го прифатиме другиот, затоа што тој ќе ви понуди и пари, и власт, и мок, и не знам што на овој свет, за да ви ја уништи душата, не за друго. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Знам дека сме немокни, знам дека сите ние имаме слабости, меѓутоа нека не води тој стих. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Или Елен Вајд вели, која човечката волја соработува со Божјата волја, станува семокна. Верувате ли дека можете да направите се, во смисол да се победите себе, да победите било која мана во животот, било која слабост? Ако вашата волја соработува со Божјата волја, односно, ако му ја предадете вашата волја на Бога, тоа е клучниот момент, тогаш та ваша волја станува семокна. Кога ќе кажете нешто, кога ќе донесете некоја одлука, тоа е така и нема мрдање. Така доаѓа и запечатувањето. И Галатјаните 2:20, со ова завршувам, со Христа сум распнат на крстот. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Нека му е слава на Бога и пораката е да го прифатиме Христовиот пат, а не другиот. Слава нека му е уште еднаш. Амин.